Пчиња по должина и количество вода е четврта притока на Вардар. На местото сме каде што се здружуваат две реки. Тоа се Црна река и Кошка река, кои кај местото Радовица во Врањско, спрема границата кон Бугарија, ја прават трипушница. Таа поминува низ две мали раштркани населби и слегнува во поголемото место од овој крај, Трговиште, од каде и фактички го добива името Пчиња. Таа од планината Дукат, каде што извира на надморска височина од 1800 метри, до ова градче има различни имиња. Географите долината на Пчиња ја делат на Горна и Долна Пчиња. Ова е Горна Пчиња, во која реката поминува низ клисуресен предел, обрастен во бујна шума. Населението живее од сточарство и во мал дел од земјоделство, главно од одгледувањето компири. Така и Горни и Долни Стајовац и другите села крај реката. Во Трговиште реката се збогатува со Козједолската река и од тука Пчиња добива изглед на голема полноводна река. Трговиште во 1908 година било важен трговски центар за целиот овој крај, кој инаку најмалку проучуван во нашата земја. Првенствено поради непроодноста. Сега е тој поврзан со асфалтен пат со Врање, но долината на Пчиња и натаму останала главно непроодна. Името Пчиња, кое се однесува и на реката и на областа, е од словенско потекло. Скок вели дека доаѓа од пс, пес, куче, што ке рече песја река, река која често поплавува. Навистина, Пчиња е поројна река и малите пространства земја постојано се изложени на поплави. Патувањето крај Пчиња по новиот асфалтиран пат е многу интересно. Подолу од Трговиште наидуваме на така наречените ѓаволски стени, шејтан дувари, како што се наречувани од турците. Тоа се денудациони форми создадени со игра на природата. Остри литици се издигаат кон небото и го прават целиот крај мощно интересен. Гласовите одзвонуваат и се одбиваат од карпите, па возачите си прават мало задоволство со долг свиреш од автомобилските сирени. Природата создала разни форми, од остри до округли како капи. Сите села во Горна Пчиња се раштркани, а ги има 54. Куќите се кај селските имоти, така што се среќаваат насекаде. Го напуштивме асфалтот и одејќи по прашливиот пат во пресрет на Пчиња, забележавме куќи на големо пространство. Разбравме дека се тоа две села
и дека се викаат Станчевац и Доњи Старац. Гледани од висина изгледаат како шари на зелен тепих. Малку понатаму удолу одново се здогледавме со Пчиња и крај неа манастирот Прохор Пчински, целиот завиен во бујно зеленина. Манастирот е основан во 11 век, а во 15 век е разурнат од турците. Тој е уриван и обновуван повеќе пати. Во него се пишувани црковни книги, а постоело и училиште за зографи. Манастирот посебно го побуди нашето интересирање поради улогата во современата македонска историја, бидејќи, како што е познато, тука е одржано првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година, на кое се удрени темелите на македонската државност. Преуредената сала на заседанието делуваше силно и мощно впечатливо. Човека го обзема гордост и посебна радост и задоволство. Со тоа чувство ја посетивме и изложбената просторија, во која на пластичен начин преку документи и слики е оживеано едно време посебно значајно за македонската нација. На 2 август секоја година тука се одржуваат свечености со учество на голем број луѓе од целиот овој крај и од Македонија. Тука на Пчиња е и манастирската воденица со 3 камена. Таа сега не работи постојано, па луѓето во неа се досадуваат. А некогаш велат мелела за многу села во Горна Пчиња. Карактеристично е што никаде погоре, за разлика од другите реки во Македонија, не забележавме воденица, ниту на каков и да е друг начин се користи водената сила. Спроти манастирот пак карпи, изострени како шилци. Ни векови не можеле да ги збришат. Пчиња е бистра, најмногу поради тврдите стени, фелспати и кварцити низ кои се пробива. Таа и тука прави чудесен завој пред да навлезе во беспаќе, во непрооден терен, во клисура долга 6 километри под самата Козјак планина. Затоа тука ја напуштивме, за да ја видиме одново во Кумановско, кај селото Клечовце, но не стеснета, туку расплината и бавна. Таа тука како да чувствува ширина на просторот, па се проширила чиниш низ целото поле. Носи песок и создава вирови, особено кога ќе ја прими крива река. А за крива река турскиот патописец Евлија Челебија вели дека делува застрашувачки. Чиниш е поголема од матичната река Пчиња. Таа навистина така изгледа, бидејќи е и самата долга 72 километри и е бујна река, особено кај утоката. Во поедини периоди, кога водите во големи количества им се одземаат на овие две реки за наводнување, тие изгледаат бедно. Тоа сега не беше случај. Напротив,
Клечовце и соседните села се можеби исклучок, по тоа што единствено тука најмасовно се одгледуваат биволи, кои бавно, но сигурно го влечат товарот. Од памтивек човекот се однесува со љубов спрема ова животно. На патот среќававме разни форми. Кај младо нагоричане забележавме карпи кои времето ги делкало и моделирало и добиле форма на капи, капи подпрени една на друга. Откако Пчиња прими и Кумановската река, одново навлегува во клисура која народот ја вика Дебела клисура. Таа е долга 6 километри и води до селото Пчиња, кое го дели мост на реката на два дела. Мошне долг мост, па се чини дека е на некоја поголема река. Тоа е затоа што Пчиња и тука нашла проширен простор, па се расплинала. Селото Пчиња го носи името по реката. Тука е таа навистина песја река, бидејќи пролети или есени им создава на земјоделците големи проблеми. Па сепак луѓето многу ја сакаат, бидејќи им го разубавува животот, па и песни пеат за неа. I po toj pusto lepčinsko pole, po toj pusto lepčinsko pole. Во Пчиња се чувствува медитеранско климатско влијание. Градинарските култури кои најмногу ги одгледува населението, побрзо стасуваат од некои други места. Покрај климата, на тоа влијае засолнетоста на селските имоти од влијанијата на ветровите и водата на Пчиња, која тука обилно се користи со примитивни канали или со канали од Липковскиот систем за наводнување. Така, иако тука има мошне малку врнежи во текот на годината, земјата не чувствува недостиг од вода. Наспроти, ридовите се голи и спржени. Тоа делува мошне контрастно и необично. Пчиња, така бавна, широка и раскошна река,
тече надолу, поминувајќи низ селата Горно, Средно и Долно Конјари и завлегувајќи во географската област Долна Пчиња. Велат за овие три села дека се мошне богати. Богати поради пчиња, која иако често го менува коритото и создава песочни талози, им носи богатство. И со послаба обработка, земјата дава големи приноси. Пчиња потоа, правејќи змиулести завои, доаѓа до Катлановската бања, каде прави прекрасен меандер и тоа под самите термални води. Катлановската бања е една од најстарите бањи во Македонија. Датира од римскиот период. Но денешното име и го дале турците. Го носи името на Каплан или Катлан, што во превод значи тигар, кој бил собственик на бањата. Бањата има повеќе термални извори на топла и ладна вода, за кои научниците тврдат дека доаѓаат од истата раседна линија на која е и Врањската бања. Тоа е докажано со боење на водата. Инаку таа е мощна лековита, бидејќи содржи 15 минерални состојци, а лекува 10 разновидни заболувања. Таа е многу пати преуредувана. При тоа е пронајден запис од Дауд Паша, истиот оној Паша што го изградил во Скопје Амамот, што е денес претворен во уметничка галерија. Во него се вели: спомен за благодетели што ги дава оваа топла вода. Нека биде непресушна водата за светот што доаѓа тука. Таа тече низ камена уста од Аллаха благословена. Пред нас е вистински убав и чист вруток. Нека повелат гостите да ги измие. Катлановската бања е сега мощно уредена со стационар и погодно место за излетиште. Под неа е селото Катланово од 150 семејства, кое било исто така како бањата собственост на Каплан, по кој го носи името. Под самото село крај Пчиња е и последниот извор на минерална студена вода од овој расет, од која се освежуваат патници. Питка е и мощно пријатна. Тука Пчиња излегува од кратката Катлановска клисура и тече по крајните делови од Скопското поле, така навестувајќи ја својата близина, присутност и полезност.
Последното село крај кое тече е Бадар. Оддалеку изгледа пусто, бидејќи повеќе семејства се иселени од него. По него и го носи името последната клисура низ која поминува Пчиња, која е долга 7 километри. За тоа време, патувајќи по автопатот крај Пчиња, вниманието ни го привлече една наизглед неугледна тврдина, која крие во себе дел од најстарата историја. Таа е од времето на турското владење. Огромните ѕидови, кои за жал забот на времето сериозно ги нагризал, служеле како стражарница за заштита на караваните кои патувале од Велес, некогашната Вила Зора, за Солун. Се разбира и за наплата на данок за поминување. Од тука се има прегледност на целиот терен на Пчиња, од тука изгледа мощ непривлечно. Од тука е убав погледот и на црквичето Света Богородица, кое на времето ги одржувало луѓето од овој крај, а од левата страна, крај самиот автопат, стои знак за манастирот Свети Јован, кој е скриен горе во густата шума, толку погоден за пост и молитва. Фрливме поглед со камерата и на еден природен показ. Се тврди дека токму тука е границата на влијанието на средоземноморската клима, што е видливо и по границата на растенијата, кои се под ова влијание. За разлика од оние, веднаш до нив што се под влијание на континенталната клима. Така со Пчиња дојдовме и до незината утока во Вардар. Таа обвиена во зеленило, како кришум да се влива во матичната река.